пред неколку дена во понуда на македонскиот импортер за програмата на Forte новата 8 генерација на моделот Fiesta, несомнено еден од најпосакуваните субкомпакти како на светските, така и на нашиот пазар. Како оценуваат експертите, новината не е револуција, туку еволуција на седмата генерација која се произведуваше од 2008 година, па се до неодамна, но со далеку позрел пристап, подобрена аеродинамичност, стајлинг, нови технологии. Токму така, новината ги задржува препознатливите линии, но сепак е 71 мм подолга и 12 мм поширока од претходникот. Дизајнот на задните светла е поставен водорамно и се протега преку страницата на автомобилот, што остава впечаток за уште поголема широчина. Претходната Fiesta не беше најпростран градски автомобил на пазарот, но сега со подолгото за 4 мм меѓуоскино растојание, кое велат е зголемено заради потребите на поставување на поголеми филни 18 инчи, придонесува за дополнителни 16 мм место за колената во задниот дел. Со поставувањето на посебно развиени седишта, направен е многу простор во интериерот со кој се конкурира на Seat Ibiza и Kia Rio. Поради ова порасна и багажникот на 290 литри. Инаку што се однесува до инструментите, го нема веќе централниот столб со многу копчиња. Новината има поширока конзола со повеќе хоризонтални елементи, на кои доминира сосема новоразвиениот инфотеинмент состав. На крајот треба да се истакне дека квалитетот на завршна обработка е кренат на навистина повисоко рамниште и оддава префинето чувство. Исто така достапни се и повеќе опции на персонализација. Новата Fiesta пристигнува со 3 или 5 врати и неколку различни лица, опремена со класичен преден дел, ST-Line со поагресивни линии и поинаква маска, како и со најлуксузната Vignale варијанта. И седмата генерација се темели на Фордовата глобална платформа за модели од B-сегментот, но за оваа цел доработена, па нуди 10% зголемена цврстина, заедно со воведувањето на електронскиот состав за управување со вртежен момент, подобрена е агилноста и динамичноста. Со новото подпирање подобрена е и повратната информација до управувачот, а тука е и цел пакет на состави и системи кои се грижат за безбедноста. Во агрегатската понуда се EcoBoost 3-цилиндерскиот мотор со моќ од 99, 123 и 138 конски сили, потоа 1.1 со 69 и 84 коњи, како и 1.5-литарскиот TDCi со 118 конски сили. Во Mida Grand Motors базниот модел со 1.1 мотор со 69 конски сили и ниво на опрема Trend се нуди за цена од 13.000 евра. Новина во понудата на македонскиот дистрибутер за возилата од програмата на Opel, обновената верзија на моноволуменската изведба Zafira. Иако редизајнот не е многу опширен, сепак има доволно детали со кои новата Opel Zafira се разликува од старата. Современо обликуваниот моноволумен најнапред привлекува со предниот дел и впечатливите нови LED адаптивни светла, што се однесува до екстериерот, има дополнување на задниот дел, повторно во светлосната група и браникот. И внатрешноста е дотерана, а највпечатлива е новата генерација на мултимедијалниот состав. Иновативниот пакет на опрема има двозонска автоматска клима, електрика на сите прозорци, мултифункционален управувач преслечен со кожа, 7 седишта. Патниците во вториот ред на седиштата имаат повеќе простор, а и доволно за деца во третиот. Новина во агрегатската понуда е 1,6 CDTI, создаден во развојниот центар на GM во Торино. Во целост е направен од алуминиум и пристигнува на местото на 1,7 литарскиот агрегат, од кој е полесен за дури 20 килограми. Верзијата со 136 конски сили и 320 Нм е секако најреспектабилна и се одликува со модерни технички решенија. Користи Common Rail состав од најновата генерација со електромагнетни бризгалки. Ова придонесува за висок степен на економичност и емисија на штетни гасови. Вистинска новина е и Flex Ride составот кој овозможува
3 различни режими на цврстината на амортизерите, кои мощно го менуваат начинот на кој автомобилот ги совладува нерамнините, како и директноста на сервоуправувачот, па и работата на автоматскиот менувач. Peugeot 308 од секогаш бил еден од најпродаваните модели на брендот, што по извршените модификации на дизајнот, технолошки напреднатите системи и ултраефикасните мотори се предвидува дека така и ќе остане во иднина. Во ова веруваат и во Euroimpex, регионалниот импортер за францускиот гигант, кој велат дека освежената верзија само ги надополнува врвните атрибути на компактот, кој е мощно посакуван на овие простори. Промените во дизајнот го поставуваат логото на брендот во преградка на решетката однапред, каде заедно со новата линија на предниот бранек и хаубата се преточени во совршенство со остри линии, адекватно на вкусот на софистицираниот клиент, додека пак панорамскиот фиксен стаклен покрив и уникатниот светлосен потпис кај новиот 308 умешно ја совладуваат тишината во просторот. Во внатрешноста, iCockpit му овозможува на возачот целосна контрола со 9,7 инчи капацитивен екран на допир со поврзување со 3D навигација и функционалниот mirror screen. За долги патувања Peugeot 308 е модерен асистент со најсовремени технологии, меѓу кои детектор за замор, препознавање на знаци за брзина и препораки, автоматски кратки долги светла, адаптивен темпомат и систем за предупредување за напуштање на лента. Кога станува збор за моторите, новиот 308 доаѓа со 3 трицилиндарски PureTech верзии на мотор, кои се уште поефикасни благодарение на заштедите во однос на нивната големина и тежина. Новата генерација на PureTech 130 SNS бензински мотор со директно вбризгување и нов мануелен менувач со 6 степени на пренос, исто така ќе биде достапен кај новиот 308. Оваа нова верзија обезбедува поголеми перформанси во смисла на потрошувачка и задоволство при возењето. Новиот 308 ќе може да се поседува и со високо ефикасниот нов Blue HDI 130 SNS мотор, кој воведува нов компактен систем за контрола на емисиите. Толку економичен како мануелен менувач, новиот автоматски менувач обезбедува брзи и флуидни промени на степенот на пренос, благодарение на новата моностабилна електрична опрема за менување на брзини Shift и парк со жица и менувачи на педалите на управувачот. Елегантен, шик и целосно персонализиран, новиот 308 го потврдува својот карактер со широк избор на додатоци и опрема за да одговара на вашиот животен стил. Од изборот на материјалот до бојата на рабовите, секој аспект на ткаенина се нуди со висок степен на префинетост на деталите, а достапни се и 10 високо рафинирани бои. Холандија е уште една земја која планира да ја забрани продажбата на нови дизел и бензински автомобили до 2030 година. Оваа програма беше објавена од страна на холандската влада со цел намалување на емисиите во земјата за 49% до 2030 година. Освен тоа се планира финансирање со околу 4 милиарди евра за користење на еколошка енергија, а до 2030 се планира и затворање на сите централи кои работат на јаглен. Дел од овој план е идејата новоизградените згради, вклучувајќи и стамбени, да не бидат поврзувани со гасоводи, односно ќе се бараат други извори на обезбедување на енергија. И бидејќи велосипедизмот има огромни традиции во Холандија, земјата планира да инвестира 100 милиони евра во развојот на инфраструктурата за велосипедисти, но и да стимулира дополнително користење на велосипеди. Овој план е усвоен од владата на Холандија, но природно нема гаранции дека следните инстанции ќе го поддржат. Во моментов, еден автомобил на секој 50 нови продадени во Холандија се хибридни или електрични. Властите сакаат овој сооднос што побрзо да се смени.
Новото долгорочно истражување на Bloomberg New Energy Finance на новинската агенција Bloomberg предвидува дека до 2040 година уделот на базарот на електрични автомобили ќе биде импресивни 54% од вкупните нови продажби на глобално ниво. Од агенцијата предвидуваат исто така дека вистинската масовност на електромобили се очекува во периодот од 2025 до 2030 година. Како главен фактор тука се навидува континуираното намалување на цените на литиум-ионски батерии, кои се очекува да се намалат до над 70% до 2030 година. Друга интересна прогноза што ја прават Bloomberg е поврзана со крајната цена на електричните автомобили. Според агенцијата, тие ќе станат целосно конкурентни со цена во споредба со автомобилите со мотори со внатрешно согорување, без државни и други субвенции од 2025 година. Само некои сегменти ќе имаат нешто повисоки цени до 2029 година. Според Bloomberg и плагин хибридите ќе продолжат да играат важна улога во електрификацијата на возниот парк. Нивното пазарно присуство ќе почне да слабее по 2025 година, а главната улога ќе ја превземат целосно електричните возила. Како единствен исклучок, агенцијата укажува на Јапонија, каде што предвидуваат дека ПХЕВ ќе продолжи да биде главен фактор и по 2030 година. Bloomberg очекува дека до 2040 година продажбата на електрични возила да стигнат до ниво од речиси 67% во Европа, 58% во САД и 51% во Кина. Nissan го представи новиот Leaf во Европа, следната генерација на најпродаваниот автомобил со нулта емисија во светот. Новината нуди поголема автономија, подинамичен дизајн, напредни технологии за помош на возачот и подобрена конекција. Новиот Nissan Leaf нуди зголемена километража од 378 км со едно полнење, овозможувајќи им на возачите да уживаат во подолги патувања поврзани преку проширената европска Shademo Quick Sharing мрежа. Во исто време, новиот погонски мотор исто така нуди моќ од 110 киловат-часови и 320 Нм вртежен момент, подобрување на забрзувањето и задоволство при возењето. Сега, Leaf е опремен со импресивен технолошки пакет, вклучувајќи го напредниот систем за помош на возачот ProPilot, кој обезбедува сигурно и поудобно возење. ProPilot го користи управувањето со пирањето и забрзувањето, за да му помогне на возачот при возење во лента во сообраќаен метаж или на автопат. Во споро движење, тој му овозможува на новиот Leaf автономно да ја намали брзината или целосно да застане. Исто така е вклучен и ProPilot Park, систем кој нуди целосно автономен паркинг. Револуционирната технологија е педал во новиот Nissan Leaf, го трансформира начинот на кој луѓето возат, давајќи им можност да ја стартуваат, забрзуваат, намалуваат и запираат само со зголемување или намалување на притисокот врз педалот за газ. Кога ќе ја подигнете ногата од педалот за газ, автоматски се активираат хидраулични фрикциони со пирачки кои го запираат автомобилот во место и регенерираат одвојување на време на прекинна енергија, која се насочува кон батеријата. Сепак, новиот Nissan Leaf е многу повеќе од само 100% електричен автомобил. Тоа е мобилно напојување опремено со уникатно двонасочно полнење. Тоа значи дека тој може да оддава енергија за напојување на околниот свет, поврзувајќи се со домашна или деловна електрична мрежа. Тоа дури може да го врати секој дополнителен електричен полнеж за да ја подигнете и стабилизира локалната енергетска мрежа, благодарение на иновативната технологија Vehicle to Grid на Nissan. Окото не ги привлекува само модерните технологии во новиот Nissan Leaf. Елегантен профил, остар, динамичен изглед и одлична аеродинамика го прават естетски привлечен за европските клиенти. Секој запознаен со дизајнерските карактеристики на Nissan ќе ја препознае бумеранг формата на фаровите, V-Motion проток напред, карактеристична решетка во светло сина и сините детали во задниот браник. Новиот Nissan Leaf
е со целосно изменет интериер кој е фокусиран на возачот и комбинира интелигентно обнавување на просторот со оптимална функционалност. Производителот на луксузни автомобили Volvo го представи својот целосно нов пазарен предлог, малиот SUV модел XC40. Паралелно со премиерата на својот нов автомобил од компанијата ја промовираа и новата програма Care by Volvo, со помош на која и со еднаква месечна претплата ветуваа да постават нови стандарди за купување на нов автомобил, како во преговорите за цената на возило, првична исплата и разлики во цените. Care by Volvo, која е пилот проект со новиот XC40, ќе им понуди на клиентите на марката и можност за дополнителни услуги, како чистење, сервисирање и друго, директно од представник на компанијата. Друга интересна и пилот новина кај Volvo XC40 е системот Volvo On Call, кој му овозможува на собственикот да го даде својот автомобил на членови на семејството или пријателите со помош на специјален софтвер клуч. Volvo XC40 не е само третиот глобален SUV предлог на фирмата, туку е и прв создаден на новата модуларна платформа на марката CMA, која ќе биде користена во сите идни модели од серијата 40 на компанијата, вклучувајќи и целосно електрични автомобили. XC40 ветува да понуди на идните собственици максимална сигурност, а за целта се потпира на сите системи за безбедност познати од поголемите, серија 60 и серија 90. Во опремата на XC40 ќе може да бидат откриени системи како Pilot Assist, City Safety, камера за видеонадзор околу целото возило и други. При појавата на пазарот, Volvo XC40 ќе се нуди со D4 дизел и T5 Drive E бензински мотор, а подоцна ќе бидат лансирани и верзии со хибриден и целосно електричен погон. Новиот модел ќе биде и првата понуда на компанијата, која ќе биде достапна со нов 3-цилиндарски мотор. Производството на XC40 ќе почне во ноември, но од Volvo веќе примаат барања за купување на новиот автомобил. Замислен пред речиси 50 години за користење со поинаква намена, Range Rover се развива постојано во склад со современите светски трендови, станувајќи неспоредливо луксузно SUV возило. Современите технологии го карактеризираат следниот важен чекор за Range Rover, кој пристигнува максимално освежен и дотеран. Новина е и плагин хибридниот електричен погон, кој обезбедува одржлив луксус со нови нивоа на економичност и проодност, додавајќи негови финеси и привлечност. Надворешниот дизајн еволуираше, а во интериерот се додаде поголема удобност и нови технологии. Новините ја зголемуваат удобноста, го менуваат искуството во патувањето и за возачот и за патниците. Предните седишта овозможуваат подесување на 24 степени, благодарение на новите рамки, со пошироки и длабоки пенести структури, а тука се и загреани подпирачи за раце. За целосно реновираниот купе и распоред на седиштата создаден е безбеден рај, без компромис со задниот багажен простор. Елеганцијата на интериерот е дополнета од хармонично интегриран најнапреден информациско-забавен систем создаден досега од Jaguar Land Rover. Touch Pro Duo со кодно име Blade комбинира два 10-инчни екрани на допир со висока резолуција на централната конзола. Информациите може да се добијат со лизгачко движење од едниот екран на другиот, што ја прави функцијата силно интуитивна и пријатна за работа. Најекономичниот нов Range Rover 5400 обезбедува одржлива динамика преку комбинацијата на 2-литарски 4-цилиндарски бензински агрегат Ingenium со 300 конски сили и електричен мотор со 116 конски сили. Вкупната мокност од 404 конски сили е достапна благодарение на постојаниот погон на сите 4 тркала и обезбедува автомобилот да забрзува до стотка за 6,8 секунди со максимална брзина од 220 км на час. Со импресивен вртежен момент од 640 Нм, новиот моќен погон комбинира динамични
различни индикатори со традиционалните за Land Rover проодност, удобност и префинетост. Дизајниран и конструиран од Jaguar Land Rover, во Велика Британија новиот Range Rover ќе се произведува во фабриката на компанијата во Solihull и веќе може да се порачува. Првите испораки ќе бидат во почетокот на 2018 година во зависност од пазарот. Со Рено Колеос се дружевме на регионалната презентација организирана од канцеларијата на компанијата во Белград, а беше реализирана во околината на Нови Сад. Рено реши да го направи Колеос повеќе од едноставен кросовер, да го понуди како луксузен модел кој едноставно ќе биде рамо до рамо со Талисман и Espace. Воедно, новиот Колеос е врв во гамата на Реноовите кросовери кои сочинуваат уште Капчар и Кадјар. Некако навикнавме во последно време Рено да вади по некој специјалитет од својата кујна, а кога е во прашање француската со додатоци од јапонската, па и малку корејската, тогаш специјалитетот едноставно мора да биде добар. Таков е случајот со новата генерација на Колеос, кој во основа е Рено и ја носи неговата значка, но со многу примеси од партнерот во алијансата ќе се произведува во погоните на Бусан во Јужна Кореја. Представен по прв пат на салонот на автомобили во Пекинг во 2016 година, Колеос тргна во продажба на европските пазари ова лето. Сличноста со Espace и Талисман е очигледна веднаш по првиот контакт со кросоверот, особено кога се во прашање елементи од корпоративниот дизајн и француската марка, предните и задни светла со препознатлив потпис од новиот Меган, изведени во потполна LED технологија. Во предниот дел, исто како и кај престижната лимузинска изведба, надвор од рамките се протега светлосен додаток во облик на C буквата и со тоа кросоверот некако додава посебно нагласен поглед. Во зависност од изведбата, новиот Колеос е достапен со за оваа цел развиените Pure Vision кратки и долги светла. Тука мора да ги издвоиме дневните светла кои даваат единствен изглед и фактот дека ова е Реноова креација, кои се оликуваат со 20% подобар светлосен сноп во споредба со халогените светла и осигурува значително подобра видливост ноќе. Задните светла се изведени во технологија Edge Light со јасен и впечатлив 3D ефект. Веќе основната изведба на Колеос е опремена со Bluetooth аудио состав со 4,2 инчен екран, а од второто ниво на опременост се нуди и мултимедиумскиот состав AirLink 2. Тој состав е достапен во скоро цела палета на луксузни Реноови модели и овозможува управување со повеќе функции на возилото, како што се навигација, телефонирање, радио и состав за помош при возење. Во комбинација со екранот на AirLink 2, најважните податоци брзина, бројот на вртежи, потрошувачка, основни информации за услови на патот и поединости од навигацијскиот уред се прикажани на прилагодливиот 7-инчен екран меѓу главните инструменти пред возачот. Седиштата се удобни со врвен комфорт, простор во кабината повеќе и од доволно и плюс 579 литри во багажникот, чиј волумен со соборување на седиштата се зголемува до 1795 литри. Благодарејќи на технологијата Bose Centerpoint 2, звукот е на највисоко рамниште. Во понуда на новиот Колеос се наоѓаат два дизелски мотори со рачен и автоматски менувач. Понудата ја започнува 1,6 литарскиот Common Rail Energy DCi со моќ од 130 конски сили и максимален вртежен момент од 320 Нм. Новина е 2-литарскиот DCi со моќ од 177 конски сили, момент од 380 Нм. Послабиот се нуди со мануелен менувач со 6 степени на пренос, додека помокниот со безстепен CVT менувач X-Tronic. Последниот е достапен и со погон на сите 4 тркала All Mode 4x4. Новиот Колеос се потпира на големото Реноово искуство во подрачјето на пасивната сигурност и веќе оствари 5 звездички на тестирањата на Euro NCAP.
Тоа се должи пред се на извонредната конструкција на кросоверот од висококвалитетен челик, а со додаток на композитни материјали дополнително е заштитен патничкиот дел, кој нуди највисоко ниво на заштита на патниците. За нив секако како дел од пасивната безбедност се грижи пакетот системи воздушни перници и завеси. Колео се петиот модел по Clio, Espace, Talisman и Capture, кој се нуди во врната луксузна изведба Initial пари. Таков на располагање на презентацијата имавме и ние, со амбиентално светло, панорамски покрив, напа кожа, елементи од дрво, алуминиум, хром, специјални додатоци, ознаки. Инженерите на американското ателје Hennessy Performance не за прв пат креираат автомобил со конска доза стероиди, но досега не направиле теренет со 1000 конски сили, верзија на Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Сепак, оваа машина веќе е факт и во моментот нема конкуренција низ целиот свет. Пред неколку години експертите од Hennessy Performance го создадоа мокниот Jeep Grand Cherokee SRT8, но се ограничија на 805 конски сили. Нивното второ искуство е уште поимпресивно и надминување на лимитот од 1000 конски сили. Всушност, на верзијата Jeep Grand Cherokee Trackhawk не и беа потребни кој знае какви зголемување на мокноста, бидејќи таа е производ на фабричкиот тюнинг оддел на американската компанија. Hennessy Performance сепак е навикнат да го дава последниот збор, за да тоа биде целосно нивни продукт и понуди пакет наречен HPE 1000. Ова значи дека 6,2 литарскиот V8 добил дополнителни подобрувања. Тие вклучуваат нов компресор, спортски филтри за воздух, нови дизни, променет систем за довод на гориво, нов издувен систем, како и репрограмирање на блокот за управување на моторот. Сето ова води кон зголемување на мокноста од 717 конски сили, во оригиналната верзија до 1072 конски сили. Максималниот вртежен момент се зголеми од 875 до 1313 ньютон метри. На динамичките карактеристики може да завидуваат бројни супер изведби. Hennessy Jeep Grand Cherokee Trackhawk HPE 1000 забрзува од 0 до 100 км/ч за 2,8 секунди, а надминувањето на растојанието од 1/4 милја трае 10,5 секунди. Максималната брзина не е пријавена, како и цената која нема да биде секако мала, како што е кај верзијата Hennessy Jeep Grand Cherokee SRT8 со 805 конски сили и чини $235,000. Третата генерација на BMW X3 би требало да е достоен наследник на предходните две кои пожнеа доста сериозен успех. Автомобилот се наметна на пазарот во последниве години и баварскиот производител се обидува да остане на врвот на бранот, подобрувајќи доста работи во возило во обид да освои нови клиенти. Далеку највозбудлива е M40i конфигурацијата која за прв пат е интегрирана во X3. Зборуваме за 3-литарски шестак со 355 конски сили, кој го заменува стариот 35i и доаѓа со 23% поголем вртежен момент од својот предходник, што е доста импресивно. Забрзувањето од 0 до 100 км/ч е за 4,7 секунди, а максималната брзина 250 км/ч. На првото место возилото е попрецизно, патниците добиваат повеќе простор во кабината, благодарение на зголемување на меѓуоскиното растојание со 5,5 см. X3 совршениот баланс на тежината од 50:50 меѓу двете оски го прави исклучително агилен на патот. Промените на надворешноста се поврзани со зачувувањето на спортскиот дух на овој SAV, поагресивни светла напред и назад, како и со уште поинспиративен капак над моторот. За прв пат во моделот X семејството се става и така наречената 3D мрежа. Внатрешноста, освен повеќе простор, нуди тризонска клима,
Нов head-up дисплеј кој е поголем од претходниот за 70%, како и поделба на задното седиште во сооднос 40-20-40 со можност за брзо симнување на одделни модули со активирањето на багажникот. Одделно, секој од нив може да биде фиксен со различен агол во зависност од желбата на патниците. Производителот дополнил со воздушни предни седишта и поголем панорамски покрив. Веројатноста X3 да се користи често надвор од патот не е многу голема, но и покрај тоа инженерите постигнале нов систем за стабилност и кохезија, способна за автоматска промена на напорот кон секое едно тркало, за да може машината да се движи непречено и на нерамниот терен. И уште нешто интересно, по помалку од 3 години моделот X3 ќе се раздели конечно со моторот со внатрешно согорување и ќе стане целосно електричен, а тоа е многу малку време пред овој голем скок. Најмокната верзија на Opel Insignia во моментот која го носи индексот GSI, по чија хауба е двулитарскиот турбомотор со 260 конски сили со 8 брзински автоматски менувачи и 4x4 механизам, е побрза од претходната генерација на Insignia OPC на патеката Nürburgring. Иако моторот и моќта се помали од оние на претходната генерација на Insignia OPC, податоците за брзината и темпото на GSI зборуваат категорично дека новата изведба не само теоретски, туку и во пракса е подобра од својот претходник. Без да даде точно време, Opel објави дека GSI е за скоро 12 секунди побрза од OPC на легендарната германска патека Nürburgring. Во голема мера тоа се должи на помалата тежина на новиот седан, како и на одличните подесувања на суспензијата. Да не заборавиме и на двојниот пренос Torque Vectoring. Тоа пренесува моќта од моторот до секое едно тркало на најдобар начин согласно условите на патот. Table reads at 10 now. 10. Yes, I can totally be there. Фургонот Nissan ENV 200 постави нов светски рекорд меѓу автомобили со електричен погон, откако успеа да повлече товар со тежина над 1 тон, соопшти јапонската компанија. Ова достигнување се случи во Австралија, а од Nissan очекуваат истото да биде регистрирано и во Гинесовата книга на рекорди. На приколка, влечена од електричен автомобил, била натоварена еко-куќата на холивудската звезда Маргот Роби, со тежина точно од 1017 килограми. Токму Роби, која стана светска звезда со ролјата во Волкот од Wall Street, е и заштитно лице на компанијата која ги произведува најпопуларните електромобили на планетата, што се однесува до Nissan ENV 200. Според документите на производителот, може да повлече товар со вкупно 470 конски сили. Електричниот модел беше освежен пред неколку дена со нова батерија со капацитет од 40 киловат-часови. Таа обезбедува опсек од 280 км според европскиот циклус NEDC. It's crazy. And we just set a world record. Компанијата Mercedes-Benz подпиша договор со филмското студио Warner Brothers, според кој сите главни актери во новиот филм на Бетмен ќе возат брендирани автомобили од германскиот гигант, а не само оние кои ги имаше главниот лик во претходните продукции. Главната роља е доделена на AMG Vision Gran Turismo, супермодел наменет за Бетмен кој го игра Бен Афлек во новиот филм Лига на правдата. Машината ја создадоа германците за компјутерската игра Gran Turismo 6 со 5,5 литарски V8 со две турбини кои развиваат 585 конски сили. Покрај тоа, новата генерација на Mercedes-Benz E-класа, како и G500 4x42 ќе се појават во холивудското издание.